Националниот празник 11 октомври, денот на народното востание на македонскиот народ, утринава и покрај неповолните временски услови, пригодно беше одбележан во Тетово. Одбележувањето на овој голем државен празник започна со говор посветен на идеалите на македонскиот народ за слободна држава, изразени преку востанието од 11 октомври 1941 година, кога македонците одбра остро да му се спротистават на фашизмот. Чествувањето на празникот во Тетово продолжи со положување свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата од страна на низа делегации и представници на политички партии. Историјата на многу народи и држави бележи светли празници, но и мрачни, се разбира. Денеска, на 11 октомври, го одбележуваме еден од најсветлите датуми во историјата на македонскиот народ. 11 октомври, ден на востанието, кога македонскиот народ со оружје в рака ја започнал својата антифашистичка војна против фашистичкиот окупатор. На 11 октомври 1941 година, во Прилеп, во местноста Црвени стени, партизанскиот одред Гоце Делчев, поделен во 3 групи, ќе изврши првата вооружена акција, што представува и почеток на народно-ослободителната борба во Македонија. Веќе наредниот ден во Куманово, Козијачкиот и Карадачкиот партизански одред стапуваат во, би рекол, неравноправна борба против бугарскиот фашистички окупатор. Овие настани го представуваат почетокот на едно од најкрвавите востанија кои ги излекла Македонија во време на Втората светска војна. Војна која ќе трае 4 крвави години, за да на крајот со одлуките на првото заседание на АСНОМ биде крунисана со создавање на македонска држава. Ние денеска како општинска организација на Сојузот на борци, овој светол датум, во вакво, би рекол, октомвриско врнежливо утро, никако не можеме и не смееме да го запоставиме и да не го одбележиме овој значаен датум од нашата светла историја. Споменикот на револуцијата во Тетово веќе известно време е оштетен од предната страна, а организацијата на Сојузот на борци од Тетово упати апел до локалната самоуправа да излезе во пресред за санирање на ова спомено бележје. Општинската организација на Сојузот на борци испрати соопштение до јавноста, се разбира дека не застанавме тука, веќе истиот ден вечерината одржавме и состанок со претседателството, го осудивме овој настан, сакаме да потенцираме дека не сме се уште сигурни, бидејќи виновниците и не се откриени од органите за безбедноста, не знаеме дали зад овој вандалски чин, би рекол, оштетување на споменикот на револуцијата во Тетово, стојат поединци, некои групи или не дај Боже да е нешто организирано со некои задни намери, затоа што во вакви турбулентни времиња што се случуваат на територија на Македонија, гледаме оштетувања на повеќе споменици и бистини целата држава. Се надеваме дека многу брзо ќе бидат откриени виновниците. Ние како општинска организација, ако не може општината да го среди, да го намести споменикот, тоа ќе го направиме и самите, но ред би било, бидејќи за спомениците грижата е на локалната самоуправа, ете да имаме уште еднаш повик до градските власти да го средат споменикот во најкраток можен рок. Ако не, се разбира дека општинската организација ова ругло нема да го остави, ќе го средимо. Централната манифестација пак по повод одбележувањето на празникот 11 октомври се одржа денеска пред спомен костурницата во Куманово, а дополнително владини делегации положија цвеќе пред спомениците на паднатите борци од народно-слободителната борба во Скопје и Прилеп. Инаку и годинава во собранието ќе биде доделена државната награда за животно дело 11 октомври.